Шабат шалом. Божи благослов, браќа и сестри. Јубилејот продолжува. Саботата уште трае. Во почетокот на ладинското богослужение ќе почнеме со химна на соборот и повикуваме составот да отпеат химната. Ке се помоли брат Трајко. Ке станем. Татко наш, кој си горе на небесата, излегуваме пред Твоето светло лице и во третиот дел од нашата служба, или попладнево, да Ти се захвалиме за овој јубилеј кој што го имавме, Господе, денеска, со многу браќи и сестри. Фала Ти за Твојот дух, што можевме денеска да слушаме Твојата света реч и да се радуваме со Тебе. Те молам исто и така и сега во овој момент да бидеш со нашите браќи и сестри, сите што ќе земат учество, Ти да им бидеш на сусрет и Твојот Светиот Дух да биде со нив. Благословија Твојата света реч во нашите срца и умножи не како народ од сите племине и јазици.
Те молам, Татко, во името на нашиот драг Спасител Исус Христос. Амин. Повелете седнете. Псалам 94. Дојдете да се возрадуваме во Господа и да воскликнеме кон Бога, Спасителот наш. Во продолжение ќе имаме блок песни. Во првиот блок ќе настапат Касум, Кемал, Естери Ѓулџеман и Естери Сефар. И повикувам.
Слава на Бога. Песната стварно може да го смири човека, посебно кога е упатена кон Господа, тоа е милион пати повеќе. Во продолжение имаме кратка рецитација, што ќе ни послужи сестра Гроздан. Кој е Исус? За архитектот главен и неговен камен. За уметникот целокупна убавина. За астрономот утринска звезда. За пекарот леб на животот. За банкарот тој е оној што се исплатил. За столарот тој е врата. За наставникот голем учител. За земјоделецот господарот од жетвата. За цвеќарот лилјан во долината. За геологот вековна карпа. За правникот оној што дава правда. За новинарот радосна вест. За сирочето вечен татко. За апотекарот вистински рецепт. За филозофот мудрост Божја. За проповедникот реч Божја. За сточарот добар пастир. За слугата добар господар. За болниот единствен лек. За туристот небесна карта. За патникот единствен пат. За оптоварениот оној кој дава одмор. Тој е Создател, Спасител, Посредник, Утешител. Тој е сето ова за оние кои што вистински веруваат во Него. За своите ученици тој е Цар над царевите и Господар над господарите, кој наскоро ќе дојде од небесните облаци. Амин. Тој е нашиот Исус. Псалам 95. Запејте му на Господа песна нова. Запејте му на Господа цела земја. Пејте му на Господа. Благословајте го неговото, благословајте го од денот на спасението од него. Разгласувајте ја меѓу народите славата негова и на сите народи чудесата негови. Во продолжение ќе имаме повторно блок песни, што ќе не послужат брат Касон, Јашко, Кемал, Исмет и Јашко.
Слава на Бога. Нареди духовната порака, што ќе не води братот Михајло Горев. Кој е како Тебе меѓу боговите, Господи? Кој е како Тебе прославен во светлоста своја, прекрасен во славата своја и творец на чуда? Овој стих, кој што е всушност и мото на овој собор, на овој юбилеј, е дел од познатата песна кој што Мојсей после големото чудо на избавувањето од египјаните ја пеел. И израелците му се придружили, тие ја пееле таа песна, заедно со Мојсей. Ова искуствена песна. Песна што го одразува големото чудо што лично го искусил Мојсей заедно со целиот израелски народ. Тие лично го виделе, лично го доживеале, лично го почувствувале, биле дел од големото чудо на избавување што Бог го направил за нив. Тоа што го виделе, тоа што го доживеале, што го почувствувале, од она што биле тие самите дел, го опеале во оваа песна. Го слават Бога за големото избавување од египјаните. И песната на Мојсей била испеана на брегот на Црвеното море, од другата страна на морето, како спонтан одговор на чудесното избавување од страна на Бога. Израел за малку ќе бил истребен од раците на фараонот и неговата моќна и лута војска. Но нивното избавување дојде од озгора, од небото. Бог се вмеша и направи чудо за да го избави својот народ од фараоновата војска. И ова е песната на Мојсей. Иако е испеана од сите, зашто Мојсей беше тој што ги поведе во победа, ние нарекуваме Мојсеева песна. Мојсей беше тој што ги водеше низ кризата кај Црвеното море. Но ова е песна во исто време и песна на израелците. Тоа е песна на нивното неверојатно искуство со Господа. Од секоја строфа се разлива голема благодарност кон Бога за чудесното избавување. И оваа Мојсеева песна е тридимензионална. Во песната Мојсей и народот се посветуваат на минатото, славејќи ги Божите моќни дела. Тоа се однесува на триумфот Божи над непријателот. Песната исто така се занимава и со сегашноста, потврдувајќа верата во Бога. И третиот дел од песната гледа кон иднината. Мојсей го уверува Божиот народ дека Бог ќе го заврши делото на спасението, што е веќе започнато, ќе ги исполни нивните непријатели со ужас и ќе го доведе народот него во неговото свето живеалиште и ќе го смести на својата света гора, на неговото наследство. Она што Бог го направил до сега со израелскиот народ се смета за гаранција за она што во иднина ќе го направи за својот народ. Оваа песна Мојсеева се спомнува уште еднаш во Библијата. Сеќавате ли каде? Откровение 15 глава. Слушајте што пишува таму. 15 глава, 2 до 4 стих. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние што го победиат зверот и неговата икона, неговиот жиг и бројот на неговото име, стоја на тоа стаклено море и има харфи Божи. И ја пеја песната на Мојсей. Песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето. Ја пееле песната на Мојсей и песната на јагнето. Дали се тоа две различни песни? Песната на Мојсей е песна на триумфот. Ама сега тоа во овој дел, во Откровението, е песна на јагнето. Велики, големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже, Вседржителе. Праведни и вистините се Твоите патишта, царе на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и не ќе го прослави името Твое? Зашто само Ти си свет, зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, бидејќи се појавија Твоите праведни
судови. А една глава предходно, односно во Откровение 14 глава, од 1 до 3 стих, е запишано исто така за таа нова песна, или таа песна на јагнето. Тука можеме две работи да издвоиме, во ова што го читавме 15 глава. Вели, таа песна ја пееле кои? Оние кои што го победиат зверот. Таа е прва работа. И втора вели, тоа е песната на Мојси или песната на јагнето. А во 14 глава имаме други детали. И вели вака. Потоа видов, ете јагнето стои на гората Сион и со него 144.000, што го имаа на челата свој напишено името на неговиот отец. И чув глас од небото како шум од многу води и како звук од силен гром. Чув глас на харфисти што свират на харфите и како пеат нова песна пред престолот и пред 4 животни старешини. И никој не можеше да ја научи таа песна, освен оние 144.000 кои беа откупени од земјата. Само тие ја знаеле и никој друг не можел да ја научи. Во Откровение 15.3 ова нова песна е наречена песна на Мојсей или песна на јагнето, што подсетува на посебната песна која што израелскиот народ ја пеел кога го прославувал големото избавување и спасение од египетското робство. Сега во Откровението 144.000 доаѓаат од големи неволји. Откровение 14.7. Израелците дошле од големи неволји, затоа што фараоновите војски ги притиснале и после избавувањето тие пеат песна. Во оваа ситуација 144.000 доаѓаат од големи неволји како победници над зверот и ја пеат таа песна. Сега се прикажани како стариот Израел, овие 144.000, откако го поминале Црвеното море. Тие сега стојат на другата страна. На кое море? На стакленото море. Тие доживеале избавување во последната криза какво не доживело ниту едно друго човечко создание на оваа историја. Затоа ниту една друга група луѓе не може да ја научи таа нова песна. Затоа што таа е песна искуствена, песна на избавувањето што само тие го доживеале. Искуството е од толку лична природа што само оние што поминале низ тоа искуство можат да го ценат и да го знаат значењето. За нив песната е скапоцено и соопфатно сумирање на искуството низ кое поминале во завршните фази на судирот меѓу доброто и злото. Јован слуша како пеат нова песна. Тоа е песна на избавувањето која Израел ја пее откако поминал низ Црвеното море. Таа песна повторно ќе се пее од оние кои што поминале сега во откровение низ последната криза. Тие луѓе сега победоносно стојат на Сионската гора, служејќи му на јагнето, на Исус Христос. Никој друг не е во состојба да ја научи таа песна, освен 144.000, затоа што таа го одразува нивното лично искуство што го поминале. И кое е тоа лично искуство што само тие луѓе го поседуваат? Ако отвориме во Откровение, ќе видиме кое е тоа нивно лично искуство. Тие луѓе имаат блиска заедница со Исуса Христа, со Спасителот. Божието име е на челата нивни, а тоа го символизира Божиот карактер. Овие луѓе во своите животи го одразуваат Божиот карактер, го имаат во себе. Тие ги испрале своите облики во крвта на јагнето. Тие поминале низ неволите во последното време. Тие го искуселе во потполност гневот на сатаната, што ниту една друга генерација во таа мера го нема искусено. Нивното искуство на маки и неволи слично на она што Исус го доживеал во последните денови од својата служба на оваа земја. Тие во последните денови ќе се соочат со коалицијата на политички, световни и религиозни сили кои ќе бидат против нив. Тие стојат цврсто на Божјата страна и покрај сатанските измамнички активности. Нивната верност кон Бога била сурово испробана, меѓутоа тие победоносно се спротивставиле на измамите во последните денови. Тие го проповеделе Евангелието наспроти тешкотиите
со кои се соочиле во овој непријателски свет. Откровение 14 глава од 6 до 12. И тие се избавени од последната криза како ниту една друга група луѓе во историјата. Тоа е причината поради која ниту една друга група луѓе од било која генерација не е во состојба да ја научи нивната песна, затоа што не го искусиле тоа што тие го искусиле. Ниту една друга група го нема нивното искуство, искуството на таа последна генерација. Јагнето или Исус Христос го води својот народ како победници на гората Сион, како што Мојсеј го повел израелскиот народ. Додека тој ги води во триумф, тие пеат песната на нивното лично искуство. Песна која што никој не може друг да ја пее, освен тие кои што поминале низ тоа искуство. Тие се спротивставиле на зверот и на иконата на зверот и покрај смртниот декрет против нив, тие одлучиле да му се поклонат само на Бога наместо на зверот. Сега тие стојат покрај стакленото море, кое подсетува на она црвено море. Како што израелците ја пееле песната кај црвеното море, песната на победа, сега така ова последна генерација ја пее песната на стакленото море, да го прослави Бога за големото избавување. И оваа песна, како и Мојсеевата песна, оди во три смера или тридимenzионално. Прво, песната подсетува на минатите Божи могни дела кои Бог ги направил за својот народ. Песната го опишува сегашниот однос на Божиот народ кон Бога и трето, песната исто така се фокусира на иднината и ја слави по последната Божја победа. Во овој дел од песната се предвидува крајот на големата борба меѓу Христа и сатаната и воспоставувањето на Божјото вечно царство во кое што ќе живее само праведноста. Песната на јагнето не подсетува дека последната фаза од големата борба е близу, а Божиот народ треба да се подготви со тоа што ќе биде закотвен во вистината. Тоа е песна која што е резервирана за оние кои што победуваат во Исуса Христа. И да резимираме. Постои паралела помеѓу втора книга Мојсеева, 15 глава, каде што се зборува за мокнути избавување на израелците од Египет, и Откровение 15 глава, каде што се зборува за песната на јагнето, која што ја пее последната генерација. И двете глави зборуваат за избавувањето на Божиот народ. Втора книга Мојсеева, 15 глава, зборува за Божјото избавување на израелскиот народ од египетското робство. А Откровение 15 глава зборува за Божјото избавување на Божјот народ од последната битка од големата борба. Во Откровението е карактеристично тоа што обработува локални настани од Стариот Завет и ги применува во космички размери. Во овој случај локалното избавување на 2 милиона израелци го применува на космичкото избавување на Божите деца во последните денови. И двете избавувања Бог триумфално ги води за својот народ. Кој е тој што ги води избавувањата? Кој е тој што го избавува својот народ? Бог и во првиот случај со израелците и во вториот случај со таа последна генерација. Бог ја води битката и Бог ја го избави својот народ. Во првото избавување Мојсеј е видливиот водач кој го води Израел од криза до победа. А во второто космичко избавување јагнето или Исус или Микаел, кој како Бог, е водачот кој ги води Божиот народ до победа. Првата криза е во контекст на египетското робство, а втората криза е во контекст на големата борба меѓу Христа и сатаната. И двете кризи се од такви размери што уништувањето на Божиот народ се чини неизбежно. Се чини дека непријателот го има Божиот народ под своја власт, но Бог действува решително во одбрана на својот народ. Имајќи го ова предвид, дали ние како Божи народ треба да се плашиме од оно што следи? Ние сме свесни дека доаѓаат многу тешки моменти за нас како генерација, така? За жал, сето оно што се случува околу нас поврзано со пандемијата создава страф и кај нас. Затоа што ние знаеме дека оваа пандемија е еден од знаците на последното време.
И многумина од нас се плашат, леле, што ќе биде, како ќе биде. Доаѓаме во период на неизвестност, не знаеме што ќе следи, ќе идат многу тешки моменти за Божиот народ. И тоа создава страх кај нас. Но Божи народе, имајќи го Божието Слово, и имајќи го ова ветување кој што Бог ни го дава во откровението, не треба да постои страх меѓу нас. Бидејќи ние знаеме во кого веруваме. Ние веруваме во Бог кој има контрола над се. Бог го довел израелскиот народ во деснецот на брегот на Црвеното море и дозволил да биде обкружен од фараоновата војска. Знаете ли дека Бог го довел израелскиот народ баш во еден таков, како да кажам, деснец, каде што напред било Црвеното море, од лево и од десна биле планини, а позади било само простор каде што може да се оди, отворен простор. И баш од позади Бог така ги водел работите да бидат заградени од сите страни. Кој го водел сето тоа? Кој го дозволил сето тоа? Тоа предизвикало страх кај израелците. Така? А зошто Бог го дозволил тоа? Да Божиот народ се најде во тесно. Во безизлезна ситуација. Зошто? За да ја покаже својата сила и моќ. Да израелскиот народ виде дека може и во безизлезната ситуација Бог да делува, дека Бог е тој кој што ќе го изведе народот од криза во триумф, во победа. Исто така Бог во ова последно време Бог ќе дозволи големата криза никоја што ќе помине неговиот народ во последното време. Бог ќе ја дозволи таа криза. Доаѓаат тешки времиња, но да не зборуваме да не забораваме дека Бог ја има контролата над се. Нашиот фокус не треба да биде кризата која што доаѓа, неделниот закон, со тоа што едноставно по судови ќе одиме, ќе бидеме затварани. Тоа не треба да биде нашиот фокус. Туку фокусот треба да биде што? Во Христа и во нашата подготовка за неговото доаѓање. Елена Вајд што пишува во следните зборови. Од 9-тиот том од сведоштва на црквата, вели, ве повикувам да се подготвите за Христовото доаѓање на небесните облаци. Од ден на ден изфрлајте љубовта кон светот од вашите срца. И слушайте добро, вели, сватете со искуство што значи да се има заедништво со Христос. И вели, тоа е вашата подготовка за небесното царство. Што? Од ден на ден да сваќаме искуствено што значи да се има заедништво со Исуса Христа. Единствено тоа е она што нас ќе не одржи во тие последни времиња. Заедништвото со Исуса Христа. Кога го имаме Исуса Христа, имаме се. И затоа нашиот фокус тука треба да биде насочен во заедништвото со Исуса Христа. Да го запознаеме со Исуса Христа, проучувајќи, молејќи се, живејќи го оно што едноставно го знаеме. Во Јован 5:39 што Исус вели: вие ги проучувате писмата зашто мислите дека имате вечен живот во нив, а што? Тие зборуваат за мене. Ако го знаеме ова, зошто тогаш треба да проучуваме Библијата? Зашто? Да дознаеме некои нови детали или? Да го запознаеме Исус. Библијата зборува за Исус, за Бога, за Божиот карактер. Библијата е едно средство кое што ни е дадено да може да го запознаеме многу подобро Исуса Христа. Или во Јован 17:3 што вели: а ова е вечниот живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, Исус Христос, кого си го испратил. Што е вечниот живот? Познавањето на Бога. А ние го запознаваме Бога преку проучување на Светото Писмо, преку молитва, со тоа што ќе му дозволиме секојдневно да не води. Тука треба да биде нашата подготовка за она последно време. А ако ние го имаме Исуса Христа во нашиот живот, имаме се. Имаме еден таков сојузник кој што ќе не поведе од криза во победа во тоа последно време. Нека Бог ни помогне да секогаш го имаме Исуса Христа во нашите срца. Да тој биде наш придружник, наш пријател кој што ќе биде постојано покрај нас. Само така можеме едноставно да ја поминеме таа криза која што доаѓа.
Дали има потреба од страф ако го имаме Михаел или кој е како Бог? Ако го имаме Исуса Христа, има ли потреба од страф помеѓу нас? Не треба да се плашиме. Туку Исус вели радувајте се кога ќе го видите дека тоа се случува. Зошто? Затоа што доаѓа, близу е вашето избавување. Не треба да се плашиме тоа што доаѓа. Туку треба да се радуваме и треба едноставно да правиме се да имаме блиска заедница со Бога, да Бог го имаме покрај нас. Затоа што Бог, како што во времето на Мојсија го избавил моќно својот народ, имаме ветување во Откровението, каде што вели дека така моќно ќе делува и во последното време да го избави својот народ. За да можеме во тоа големо мноштво да ја пееме песната на јагнето. Ќе искусиме многу нешта во нашиот живот, ама тоа ќе биде песна која што само ние ќе можеме да ја пееме. Затоа што сме искусили и сме сватиле Божјата љубов во нашиот живот. Нека Бог ни помогне да бидеме во тоа големо мноштво што ќе го слави Бога во тоа посебно време. Амин. Слава на Бога. Во продолжение ќе имаме една песна од братот Јашко и Смети Естера и после две песни од составот.
Алелуя, слава на Бога. В продължение ќе повикам две дјакони да го соберат доброволниот дар. И ќе повикам повторно составот да отпее химната и сите заедно ќе станем. Yeah.
Амин. Повелете, седнете. Стојте на своите нозе, да читаме зборовите од Библијата и да се помолиме. На крајот ќе читам зборовите од Псалам 20, првите неколку збора, текста и од 4-та книга Моисеева. Ова се зборови на благослов, обично ги читаме кога е вечера Господова и очекуваме Божје водство во следниот период. Ние заокруживме 20 години, стартуваме во нов период. Еве ги зборовите. Да те услиши Господ во ден жалостен, да те заштити името на Јакововиот Бог, да ти испрати помош од светилиштето и од Сион да те подкрепи, да се сети Господ на сите твои жртви, да ти даде Господ се што ќе почнеш, да завршиш, да те благослови Господ и да те чува, да го сврти Господ лицето твое и нека ти биде милостив. Господ нека го сврти лицето свое кон тебе и нека ти даде мир. Амин. Ќе упатиме молитва на крај. Господе и добар наш Татко Небесен, од срце ти благодариме за овој прекрасен саботен ден, кој што е ви поминал, а кој што ние, Господе, се радувавме во него затоа што имавме причина. Те славевме, те фалевме, како на посебен начин го водеше животот на Твојот народ, на Твојата црква тука во Шуто Ризари, од посветувањето на овој молитвен дом до сега. Ти благодариме за секој искуство. Ти благодариме за секој услишена молитва. Ти благодариме за секоја неуслишена молитва. Ти благодариме, Татко наш Небесен, за сите нови души што дошле тука и постанале Твои деца во овој период. Ти благодариме, Господе, за се. А истовремено бараме Твое присуство, Твое водство, Твоја заштита и Твои благослови. Не само во наредниот ден и во наредната седмица, него понатаму. До Твоето веруваме скоро второ доаѓање. Господе, имаме една желба. Твоето лице да не прати насекаде во нашите патишта. Не знаеме што и утрешниот ден, ни деновите што се пред нас ќе донесат, ама знаеме дека Ти наскоро ќе дојдеш. Господе, сакаме вечноста да ја поминеме со Тебе. И затоа помогни да бидеме спремни. Кога ќе дојдеш, да најдеш вера во нас. Ова е нашата желба и ова е нашата молитва. Упати на Татко наш во името Христово. Амин. Повелете се. Дојдовме до самиот крај на овој наш јубилеј. Саботниот ден заврши пред известно време и верувам дека поминавме едно пријатно, благословено време, кога можевме на посебен начин да се радуваме, да го фалиме и да го славиме Господа. Од срце ви благодарам за секој од вас кој што дадовте допринос да сето ова функционира како што функционира. Фала за сите оние што пееја, фала сите оние што дарува да се реновира овој молитвен дом. Фала на оние кои што организирано едноставно се потрудија да сето ова име и запис, нели така, и видео и аудио запис. Фала на секој од вас кој што даде свој максимум, нели така, но највеќе на Господа кој што ни дал живот, здравие, благослов. Нека му е слава на нашиот Господ. Оно што сакам да кажам, продолжува животот понатаму. Не знаеме уште колку ќе бидеме на оваа земја, но ако Господ наде прилика, во дадени моменти и повторно сакаме да одбележиме, да бидеме заедно на некои свечености. Оно што сакам и што е наша следна свеченост, што очекувам да се случи, е посветувањето на новиот молитвен дом во Куманово. Тоа е дел од нашиот округ. Ние планиравме до крајот оваа година, но најверојатно ќе биде таму ако успееме до пролет следна година. Ќе видиме, додека не завршиме се, значи нема да најавиме датум, но наш план е некаде напролет следна година да го довршиме, ни останува уште некои работи, станува се поубав и поубав молитвениот дом, онака, нема да го препознаете и кои што бевте
чувте порано, сосема нов молитвен дом од Темел, нашите браќи и сестри едноставно од Куманово се посебно радосни за сето тоа, верувам дека и таму Господ ќе не благослови. Така да ние ве поздравуваме секој од вас што дојдовте вечерот тука на место, понесете поздрави, радости и секојаш ли сте добродојдени. Така да Господ сите нас нека не води, нека не благослови и нека биде со сите нас понатаму. Фала и слава нека биде Господ.